Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Денес ќе правиме нешто што до сега го немаме правено, а тоа е ќе правиме некој квиз кој е преточен во вид на видео во кое што ни даваат две слични логоа и ние треба погодиме кое од тие логоа е точното, односно вистинското на тој бренд. Така да се надам дека ќе ви се допадне. Јас не знам ова, немам гледано ни еден јутубер ниту ништо, никој кој како го прави ова, така да ова ми е прв пат да го гледам и видео и било што. Така да се надам дека ќе ни биде интересно и се надам дека ќе ги погодам сите точно. Така да за да не довлекувам многу, јас ќе го пуштам видео да тече, иначе ќе имаме само код 3 до 5 секунди, може би и помалку да погодиме логото и после ќе го даде одма точно, така да ќе треба бидеме брзи во нашиот одговор, односно мојот. Така да идеме, кое лого всушност од овие постои? Почнуваме. Бургер Кинг. Сме имале 10 секунди, ете доле течат. Левото постои дефинитивно, не се сеќам дека ова десно со плави букви постои, левото е 100%. Мислам што да ви кажам. Добро. Тоа е точниот одговор. Идеме на следното лого, Нутела. Дали само Н-то е црно или има и е црно? Појма немам. Кидам со второто дека само Н-то е црно. И тоа е точно. Идеме на третото. Добро, Нутела. Многу сакам Нутела. Ме најдовте со колите сега. Појма немам кој од овие точно. Кидам со првата, затоа што мислам дека би имало таква на средина, така некако да го памтам. 3 од 3. Добро, идеме далje. Чекаме. Нестле. Зашо мене вие ми изгледат скрос исто? Плюс една птица има горе. Ја ова со птици е прв да гледам уживо, така да кидам рандом и ќе кажам второто. И погодивме, добри сме. Кај ги има птици, луѓе, до сега ги немам видено. Пепси. Ова е многу слично. Мислам дека е второто, затоа што мислам дека црвеното иде горе. Иначе ја имам добра фотомеморија, така да... Да, тоа се докажува и сега. Уште едно точно. Идеме далje. Пак кола. Дали е свртено на лево или на десно јагуарот? Појма немам. Ќе идам дека е свртен на десно. И ете го и првиот грешен одговор. Супер, Стефан. Едно морав да утнам, Естрелја. Ја ова појма немам ни шо е, од позади гледам дека чипс, али лого во прв пат гледам живот и толку е слично дадено, така да кидам рандом и ќе кажам дека второто е точно. И тоа е точно. Добро, дали овој чипс го нема кај нас или јас не го знам, не знам. BMW. Кој што реков, со коли сум ужасен и ова е премногу слично и појма немам. Али кидам со првото, затоа што така како да го памтам малце. И тоа е точно. Браво, Стефане. Дали вие погодувате заедно со мене? Баш ме интересира да напишете вие колку Нескафе. Првото е сигурно, ја има целата таа линија. Напишете вие колку ги погодувате, од вие баш ме интересира дали и вие ги знаете или однувате многу. Да видиме дали погодив, реков левото и тоа е точно. Браво, Стефане, идеме дали. Едно ли утнав до сега, само тоа јагуарот дека е свртен наопаку. Добар сум. Даноне. Леле. Ако е левото, тогаш е тоа многу лош дизајн и не верувам дека бидело со црвени букви на плава позадина, така да ќе кажам второто 100%. И тоа е точно. Затоа што првиот така е лош дизајн според мене. Уште колку има бре ова? Кнор. Што е ова? Некое си јадење, ќе кажам, шо знам. Кидам пак со второто, затоа што подлогично ми е црвено да има поубаво изгледа. И тоа е точно, кој се разби? Ајде, идеме на следно, да не се правам многу паметен, зашо давате толку слични, појма немам. Али кој што го памтам, Нести, ќе идам со првото, затоа што мислам дека така се свртено на десно ливчињето. И тоа е точно. Значи само јагуарот гутнавме, леле. Иначе стварно прв пат гледам видео и појма немам кој лого е точно. Нели реков дека сум лош со коли? Мене скоро исто ми изгледаат, која е разликата тука?
Ја не можам да ја најдам разликата, човече, исти се овие. Првото ќе речам опашката, мислам дека е различна и ја утнав. Ете, утнав на две коли, значи Јагуар и ова. Сникерс првото. Имав пред многу месеци видео за Сникерс, така да им го знам многу, им го користев. Така да првото 1000% и тоа е точно. Значи само две коли утнав. Ти следно е Порше. Ете, значи ако утнам, тоа ќе биде на кола. И која е разликата тука? Како се свртим на ливчињата ти или шо и дас? Кидам со левото рандом. И го походив. Браво. И мислам дека ова е последното. Да. Не знам дали ви е интересно, дали идам со уште едно вакво видео, затоа што имам уште едно вакво видео, ќе идам да биде... Шо знам да има повише лого. Идеме директно и на следното видео. Кој лого е точно? FedEx или FedEx? Не боите како се разротирани, леле, овим појма немам. Мислам дека е десното. Али нема да ми изненади ако е левото. И десното е точно. Браво. FedEx Express. Следното е Apple. Која е разлика? Како е свртено е болчето? Сега би го свртил телефонот, затоа што со телефонот моментално снимам, не можам да читувам. Десното, мислам дека на десно е свртено. И тоа е точно. Ете го. Добро, следното е Dell. Мислам дека не е лево, така да не го памтам така, кидам со десното и тука. Мислам дека има таква линија, ето. И тоа е точно. Многу сум добар. Следното е Mastercard. Лале. Многу е зафркнат квизов, значи многу е слично ова. Кидам пак со десно според фотомеморија, али нема да ми изненади ако е левото и десното е браво Стефане. Идеме далje. Колку пати реков браво Стефане, стајте у коментари хештаг браво Стефане. Opel. Значи реков ако утнам тоа ќе биде на кола, ама мислам дека е десното. А која има логиката да е вакво? Шо значи тоа Z-то или Z ли треба да е? Ете појма немам. И десното е точно. Следно е Puma. Вајда е не е левото, тоа е тенизена мачка, а десното е Puma. Мада двете, што знам, десно викам. И лево е. Ете, ми се поништи тоа дека само на коли грешев, сега сгрешив и Puma. Рено. Која е разликата? Леле, видите колку минимална разлика има, значи сенката како удира на логото. И как ги да знам ја? Кидам со левото. И тоа е точно. Ова е чиста среќа, ова појма немам. За коли ништо не знам. Следното е Google. Леле, значи кидам со првото, али стварно појма немам, никогаш нема ги запамтам боите на Google, како се поред. Второто било точно. Ете ти. Нема шанси, никаде не ги запамтам и да се обидам да ги запамтам, нема ги запамтам. Instagram. Ова треба да знам, следете ме на Instagram, @stefrasho, омилена социјална мрежа, али појма немам. Кидам со второто. Или третото, леле, третото ќе сменам на третото. И второто било. Не, многу е тежок квизов, стварно, Амазон. Мислам дека немаат ни една портокалова буква. Кидам со третото. Али можно да разгрешам првото, мислам дека ќе испадне точно. Третото, браво. Само на себе си викам браво. Следното е NBC. Еве не знам. По некоја логика на нештата ќе идам со првото, затоа што најлогично ми е така да се распоредени боите. Али тоа е точно. Значи, што да ви кажам? Уште колку има? Уште неколку. Netflix. Па заоблено е, пак сум за првото некако, али и третото некако ми иде дека е. Кидам со третото. И третото е точно. Шампионе!
Starbucks. Која е разликата? Дали имат звезда или што е другата разлика? Леле, појма немам. Валја немат звезда зашто би било too much, кидам со првото. Не третото. Се предомислив, ама првото било точно. Не знам дали си го сваќам за точно, али нема везе. Subway... Не ми е толку логично да има стрелка на двете страни, али можно е да има, али пак идам со третото. Второто било точно. Не очекав да е второто како и да е. Добро. Сега имаме Википедија. Мене ми е стварно тешко да видам разликата. Уствари тука буквите и само ги менјале. Кидам со третото, зашто најлогично ми е најнапред на најударното место да е W и првото е точно. На крај се расипав, многу сгрешив. Тоа е се, да. Добро. Вака, јас тука ќе престанам. Нема више да отварам, иначе има уште доста. И нема само за логоа, туку има и општо такви интересни работи кај што се коквизови преточени. Тоа е зборот. Браво, Стефане. У видео, така да ако сакате уште ставите лайк на ова видео и колку повеќе лайкови, толку поголема шанса да дека јас ќе седнам и ќе правам слично видео на ова. Се надам дека ви се допана. Во коментари обавезно кажете ми колку од овие логоа погодивте. Јас не ги броев, ама мислам дека од прилика би погодив некој 80%. Може би сум грешка, но како и да е. Ова е последното видео за оваа недела, 7 видео оваа недела, 7 дена, 7 видеа, изгуравме до крај, успеавме секој ден да има видео, не фейлнавме, ова беше прв пат да пробам daily контент и успеав, така да се надам дека ќе најдам време повторно да го правам ова и да не должам уште многу, имате и вие други работи што да правите денеска. Како и да е, фала ви многу за поддршката, фала ви премногу за 25.000 субскрайбери, идеме дале. Субскрайбнете се на овој канал ако се уште не сте, затоа што тоа многу ми значи. Лајкнете го видео за уште вакви видеа и многу други забавни видеа и ние се гледаме следното видео. Чао!